Завршува конзервацијата на средновековната црква под Цареви кули. Конзерваторската екипа на чело со професор доктор Трајче Нацев ги прави последните интервенции за да се долови значајноста на овој сакрален објект кој датира од 13 век. Ние сме сега во фаза на завршниот дел од конзерваторските работи на овој значаен средновековен сакрален објект, кој што веќе кажав кај се наоѓа, и успеавме со сите оние кои што ги имавме тешкоти при изведбата на овие работи, да објектот да го спречиме од неговото понатамошно уништување, да го ставиме во функција на презентација, а со тоа градот Струмица да добие уште една нова културна содржина за презентација пред пошироката културна јавност. Вака, јас да речеме, стилот на градењето, односно опусот на градењето на црквата, можам да кажам дека е карактеристичен за сите средновековни цркви кои што се во атарот на Струмица и дека тие се градени во опус клаузоне. Струмичкиот археолог и виш кустос Душко Цветанов, под чиј чекан беа откриени првите наоди на црквата, вели дека таа е уште еден доказ за Струмица како духовен центар во средниот век. И можем да кажем, после 5 години, минатата година успеавме да направиме основен проект со помош на професорот Трајче Нацев, и ова година веќе имаме реализација, тоест конзервација и реставрација на самиот објект. Да, објектот е доста битен за самата Струмица. Тоа покажува дека Струмица во средниот век била доста значаен духовен центар. Покрај оваа црква во урбаното јадро на средновековна Струмица се откриени уште 4 цркви. Знаеме дека на самиот Акропол, односно на Цареви кули, имаме откриена уште една црква, Свети 15, оваа црква и црквата под темелите на Орта џамија. Се открија еден мал дел на фрески, односно на самиот довратник на западната страна, со зазидувањето на западниот влез поради изградбата на гробот кој се наоѓа внатре во црквата. На самиот довратник откривме мали фрагменти, односно инситу фреско живопис. И покрај тоа откривме и една надгробна плоча која била секундарно употребна во самиот пот на црквата. Самата плоча успеавме да ја расчитаме и ја датираме во првата половина на 13 век, и истата е била на некој си благородник во Струмица. Самото расчитување на плочата е на 21 ден од месец мај, почина раб, тој е слугата Божи Иван, вечна му памет. Според првичните сознанија, согласно историските записи за овој период, претпоставките се дека црквата била посветена или на Свети Никола или на Свети Стефан. Од Завод и музеј Струмица додаваат дека во следната фаза ќе биде подготвен идеен проект за партерно уредување, достапни патеки и информативни табли, за да се афирмира овој локалитет, кој е уште еден доказ за македонскиот континуиран културен идентитет.